Денеска православната црква ги празнува свештеномаченикот и пати епископ Гангарски, светиот Јона митрополит Московски и свештеномаченикот Авда епископ на градот Солзи. Свештеномаченикот и пати епископ Гангарски. Роден е во Киликија, бил епископ во градот Гангра, бил на првиот Вселенски собор, прочуен на сите страни поради својот благочестив живот и чудотворство. Царот Констанци наредил да се изгради и патиевиот лик уште за време на животот на овој светител. И тој лик царот го држал во својот двор како оружје против секоја противничка сила. Враќајќи се еднаш од Цариград, и пати бил нападнат во еден теснец од еретиците, новатијаните и отврлен од патот во некоја кал. Тогаш една жена од таа дружина го удрила со камен во главата и така светителот го завршил својот земен живот. Но жената наеднаш полудела и го зела тој из камен и се удирала со него самата себе. Кога ја довеле на гробот на светиот Ипати и му се помолиле на Бога за неја, се исцелила по големото милосрдие на духот Ипатиев и остатокот од животот го поживеала во покаяние и во молитва. Светиот Ипати пострадал и се преселил во вечното царство на Христа Бога во 326 година. Достојно ест Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и Светиот Јона митрополит Московски, родум од Костромската губернија. Во 12-та година станал инок и долго поживеал во Симоновиот манастир во Москва. Во времето на митрополитот Фоти станал епископ Рјазански, а кога Фоти умрел, Јона го избрале за митрополит и го испратиле во Цариград при патриархот на посветување и утврдување. Во тоа некој Исидор, бугарин по потекло,
го предитрил Јона, стигнал пред него во Цариград и бил посветен за руски митрополит. Јона се вратил на својата столица во Рјазан, но зломислениот Исидор во зло го завршил своето митрополитување. Отишол на соборот Флорентински и дури после 3 години се вратил во Москва. Скокнале на него сите како на отстапник од православието и го прогониле. Не се знае каде го завршил својот живот. На митрополитскиот престол дошол Јона, добриот и мудриот пастир. Голем чудотворец, прозорливец и духовник. Кога агаријаните ја опколиле Москва, Јона со својата молитва ги изгонил. Во староста посакал да го снајде некаква болест, да се помачи и со маките потполно да се исчисти пред заминувањето на оној свет. Според неговата молитва, Бог му допуштил рана на ногата, како што претходно му се јавил во видение и на некој Ереј Јаков. Од таа рана светителот умрел и отишол меѓу небесните граѓани на 31 март 1461 година. Над неговите мошти се случиле многу чуда. Некој нем човек Јован ја целивал раката на Јона, но како што тој потоа кажувал, таа рака го фатила за јазикот и тој почувствувал јака болка. Кога го ослободил јазикот и се свртел кон своите, проговорил како никогаш и да не бил нем. Свештеномаченикот Авда, епископ на градот Солзи, исечен за Христа во 418 година во Персија од царот Издегард. Неговиот дјакон, светиот Венијамин, бил пуштен од мачителите под услов никогаш повеќе да не го проповеда Евангелието. Тој на тој услов прво се согласил, но не можел на срцето да му одолее, та продолжил да ја распростира по народот Христовата вистина. Поради тоа бил фатен и убиен 3 години по светиот Авда во 421 година.